Двете партии што со години беа, а и се уште се символ на корупцијски скандали, преку ноќ сами себе се амнестираа. Иако се уште не расчистиле со луѓето барем кои во јавноста важат за коруптивни, сега отвораат платформи за борба против корупција. Мицко и СПАК се платформите кои ги лансираа СРСМ и ДУИ за да ловат корупција. Она што е симптоматично е што токму за овие партии со години постои сериозна црна дамка и сомнеш дека нивни функционери се поврзуваат со крупни криминални афери. Според поранешниот антикорупционер Воислав Зафировски, ваквиот чекор е смешен и апсурден. Тој вели, Македонија конечно влегува во фаза на поинтензивна институционална борба против криминалот, а од Бихачка и Мала Речица дури сега се сетиле да бркаат корупција, без притоа да ги исчистат сопствените дворови. Прво што паѓаат на памет се пасошите издадени на белосветските криминалци. Тука е оној период во ковид кризата со респираторите за кои Министерството за здравство, заедно со тогашниот министер за здравство, требаше да платат неколку пати повисока цена од пазарната цена на тие исти аспиратори кои беа барани дури и во Бразил. Тука се разбира случајот со директорот на Електростопанство на Македонија, Ковачевски. Зафировски подсетува и на аферите поврзани со партијата на Ахмети, кои како што веле се уште се без финална разрешница, но и за бегството на поранешниот прв вице-премиер и десна рака на Ахмети, Артан Груби. Треба ли да ги спомниме случаите со Дрин Ахмети и трговскиот центар Соравија? Треба ли да говориме за Артан Груби, малверзациите со Бехтеујенка, нетранспарентното подпишување на договорот со Бехтеујенка, натаму со малверзациите во лотарија на Македонија, со прпарими. Според дел од експертската јавност, ваквите платформи се лицемерни, а партиите најпрво треба да се соочат со сомнежите во сопствените редови, па потоа да отвораат фронтови против корупција. Зафировски додава срамота е како што вели, некој кого јавноста го препознава низ корупцијски афери, да се представува како предводник во борбата против криминалот. Инаку во декември минатата година СРСМ ја промовираше платформата Мицко, Македонски истражувачки центар за корупција и организиран криминал, додека ДУИ пак сега најавува сопствен партиски СПАК, по примерот на соседна Албанија.